Јас сум Нина Котловска, живеем од Тетово. Се сеќавате на Нина која работи како аптекарски помошник во аптеката на нејзиниот татко. При тоа, таа е лице со попреченост и прва која преку видео приказна, како дел од кампањата на УНИЦЕФ Биди Ферст за детство без пречки. Ни долови како луѓето реагираат на младите со Даунов синдром, а воедно и поттик за нив да го остварат својот потенцијал. На промоцијата за меѓународна класификација на функционирање, Нина сподели искуство. Едни ја вртија главата, други се почеат помеѓу себе, трети се пат по мене како да сум марцовец. Сите овие реакции ги забележував додека се снимаше спотот за кампањата на УНИЦЕФ. Во новата фаза од кампањата со наслов "Види го детето, непопреченоста" беше и познатата пијанистка Ема Ананиевска, која смета дека поттикот за предрасудите кај луѓето за лицата со попреченост е недоволната едукација. Помислам дека ги поттикнува недоволната едуцираност на мнозинството, да кажам, затоа што немаат контакт со лицата со попреченост и самото тоа што го имаат тој страф од непознатото, затоа што сметаат дека овие луѓе не можат да бидат како сите останати. Меѓународната класификација на функционирање во Македонија беше промовирана околу потребата за систематски реформи и промени во ставовите, со цел да се стави крај на исклучувањето, изолацијата и институционализацијата на децата со попреченост. Повеќето земји преку системски реформи и кампањи за подигање на свеста станаа места каде исклучувањето, изолацијата и институционализацијата на децата со попреченост веќе не се прифатливи. Врз основа на ваквите поуки, имаме намера да ја продолжиме нашата работа со владата, граѓанскиот сектор и медиумите, за да бидеме сигурни дека не постои ќоше во земјава, каде децата со попреченост остануваат невидливи, а за нивната ситуација не се зборува. Акцентот ќе биде ставен на способностите, а не на пречките, со што ќе послужи како алатка за воведување инклузивни практики во здравството, образованието и социјалната заштита на лицата со попреченост. Како влада, преку Министерството за труд и социјална политика почнавме да работиме на формирање 2 пилот комисии за функционална проценка на способностите на децата со попреченост, што од следната година ќе работат во 2 региони во Македонија. Во новата фаза на "Види го детето, непопреченоста" се става акцент на потребата да се ослободи потенцијалот во секое дете.